Кружниот тек на булеварот Тодосија Паунов во близина на така наречените атомски згради ќе почека уште извесен период пред градежните работи да завршат. Уште пред почетокот на локалните избори во октомври минатата година активностите на оваа сообраќајна делница застанаа, а работниците и механизацијата беа повлечени. Наместо асфалтен слој, кружниот тек остана со раскопан коловоз и поставен песочен тампон како подготовка за асфалтирање. Сепак тоа не се случи, а наброгу потоа земјениот коловоз се оштети, се појавија дупки и нерамнини, што го отежнува сообраќајот на источниот излез на Кочани. Повеќе пати возачите реагираа и преку медиумите и на социјалните мрежи, а поставија дури и импровизирано соопштение со барање работите да продолжат. Од пред неколку дена, неколкумина работници работат на уредување на внатрешноста на кружниот тек, односно исполнување со земја и поправка на бетонските рабници што беа оштетени. Сепак, асфалтирање на коловозот се уште нема. На 8-та седница на Советот на општина Кочани беше упатено и советничко прашање до надлежните во локалната самоуправа, која е причината зошто нема градежни работи, а и кога кружниот тек ќе биде комплетиран. Единствена причина за неасфалтирање е временските состојби и неотворените бази, асфалтни бази. Значи, таа е единствена причина која што е дадено како објаснување од изведувачот на работите во однос на кружниот тек. Крајен рок по договор е 31 март. Да. Значи, тоа е мала површина за асфалтирање, има активен договор, но причината од објаснувањето на изведувачот е дека асфалтните бази не работат и ние сакаме точно. Целата реакција е на општината, ама и ние сме да речем со врзани раце. Кружниот тек кај атомските згради го спојува булеварот Тодосија Паунов со улицата Кирил Дзимбов, поранешна Енгелсова, кај печатницата Генекс. Има радиус од 10,5 метри, а во негова функција беа изградени и подпорни ѕидови во должина од 100 метри од јужната страна на коловозот. За комплетирање на овој и на кружниот тек кај Жито Орис, општина Кочани склучи договор со фирмата Стоименов во вредност од околу 7 милиони денари. Договорот беше потпишан во средината на април минатата година, а со него изведувачот се обврза градежните работи да ги комплетира во рок од 5 месеци. Граѓанското здружение ИНИ од Виница спроведува истражувачки проект во врска со состојбите во управувањето со човечките ресурси, транспарентноста, отчетноста и дигитализацијата на јавните услуги на општините и на јавните комунални претпријатија во источниот плански регион. Во тие рамки во Кочани се одржа тракалезна маса на која со представници од општините и јавните претпријатија се дискутираше за искуствата, сознанијата, предностите и слабостите со кои тие се соочуваат, како и за насоките за подобрување на состојбите во иднина. Очекуваме да добиеме еден добар фидбек од другата страна на масата, односно ние сме овде вршиме мониторинг, но што мислат самите институции кои што го работат цело време. Значи, представниците на раководителите на секторот за управување со човечки ресурси да кажат кои се нивните предизвици со кои што се соочуваат. Дали имат влијание, немат влијание, зошто нешто се случува, да речеме некои параметри кои што се појавуваат во податоците кои што ги добивме од нив, да побараме објаснување зошто е тоа така. И да извршиме, да произлезат од ова, треба да произлезат заклучоци и сето тоа да се преточи во препораки кои што ќе одат до администрацијата, мислам локалната и регионална, а и ќе одат на повисоки инстанции, што е она што треба да се направи, што мислат локалните власти за реформата на јавната администрација во Македонија. На дебатата накратко беа представени резултатите од мониторингот што Здруженијето ИНИ ги направило кај општинските и комуналните претпријатија во регионот, при што беше укажано дека кај некои субјекти е забележана драстична разлика во бројот на привремени вработувања.
Представници од локалните самоуправи и од јавните предпријатија искажаа мислење дека тоа се должи на специфични услови за работење, но и на законски недоречености и измени што треба доправа да се направат, а на што се чека подолг период. Крајните резултати од целиот проект треба да бидат елаборирани до крајот на овој месец. Наместо со трактори и друга земјоделска механизација, некои од земјоделците во Кочанскиот регион почнаа со добиток да ги ораат и да ги подготвуваат оризовите ниви пред предстојната пролетна сезона. Драстичното зголемување на цените на моторните горива, но и дополнителните давачки се причина што обработката на земјоделската површина оваа сезона ќе биде во специфични услови. Тоа е се во обид да се намалат трошоците за производство на ориз, велат земјоделците. Ги наследив од татко ми, тој работеше, после неговата од кој старе тој не може да работи, јас ги дедувам, а тие се различни, не се истите, ги чуваме повеќе од 17 години различни, не истите, зашто тие користат само за работа, нема од нив ждребе, нема млеко, и се искористени за работа. Во Кочанско поле, после биволите се мазгите најавки. Сега механизацијата превлада, али сега, пошто нафтата е скапа, луѓето се мислат дали да ги орат нивите, дали не. За пари нема орање, само си ги орат нивните ниви. Јас си ги орам нивите со нив, пренесувам вреките, што го произведувам за другите работи. И имам заштедено со тие 4,5 хектара, заштедувам 1000 евра до рање, од превоз 1000 евра, а имам трошкови за нив преку зимото се хранат за обад 100 евра за едната, 100 евра за другата, 200 евра трошкови имам. Повеќе немам трошкови. Летото си пасат. Дневно, ако здрав маш, добре, може да изоре до 4 декара, до 5 дневно. У овое време сега, да се стопли времето. Јас сабаре, дојдам у 5, орам до 7, од цело идам на работа, сега од 3 почнам до 5 до 6 пак орам, 2 дена, така рачунам од тоа време, 5 декара изорам. Покрај заштедата на средства, предност во орањето со добитокот е што земјоделците не се зависни од временските услови, односно обработката може да се реализира и на влажни површини на кои тракторската механизација не може да влезе. Сепак, во Кочанскиот регион има многу малку грла што можат да се користат за оваа намена, поради што повеќето земјоделци и сезонова ќе морат да користат трактори за подготовка на нивите за сеидба. Според најавите од водостопанската подружница Брегалница од Кочани, се планира пролетва во регионот со ориз да се засеат околу 4500 хектари, што е на исто ниво како и минатата година. Високите цени на моторните горива ќе ги зголемат и трошоците во работењето на комуналното предпријатие Водовод од Кочани. Со оглед на променетите услови во последните неколку недели, јавната набавка за бензин, дизел и нафта за затоплување е драстично изменета во споредба со претходните години. Според објавената тендерска постапка за нафтени деривати, во предпријатието се планира да се потрошат над 11 милиони и 660 илјади денари, односно близу 120 илјади евра. Средствата се планирани во буџетската сметка на комуналното предпријатие, а ќе се распределуваат сукцесивно согласно потребите. Според техничката спецификација на набавката, предвидено е да се набават 120.000 литри дизел гориво, 8.000 литри моторен бензин и 20.000 литри екстра лесно масло за грејење. Количините не се фиксни, односно дадена е ориентациона пресметка за да им се овозможи на добавувачите да достават што по реални цени. При тоа во јавниот повик е нагласено дека процентот на намалување што ќе го даде добавувачот меѓу единечната цена што ја дава регулаторната комисија за енергетика на денот на објавување на повикот и единечната цена што ќе се добие по одржување на електронската аукција ќе се смета како рабат, односно попуст, се додека трае договорот што ќе биде склучен. Рокот за пријавување на заинтересираните добавувачи на нафтени деривати е до 14 април. Со оглед на променливоста на цените во јавниот повик е ставена клаузула според која договорот ќе се склучи на вредноста на крајната понуда и тој ќе биде важечки се до искористување на предвидените средства, односно до искористување на планираните количини горива или најмногу една година од потпишувањето. Младите кошаркари на баскет Дино Деликатес продолжуваат со добрата игра во трите лиги во кои што настапуваат.
Викендов забележаа 2 победи и 1 пораз. Најпрвин во М16 лигата. Нашите кошаркари со сигурна игра во нападот, како и во одбраната, го совладаа Феникс од Скопје со резултат 82:51. Со тоа го освоија првото место во надпреварувањето и продолжуваат во така нареченото доигрување за шампион на Македонија во М16 конкуренција. И во М18 лигата Баскет Дино Деликатес забележа победа на гостувањето во Скопје, каде што се сретна со екипата на Ангели. Во изедначен надпревар, момчињата забележаа победа од 59:53. Со тоа го освоија второто место и како и во помладата конкуренција и овде го продолжуваат доигрувањето за шампион на Македонија. Единствениот пораз по подолго време Баскет Дино го имаше во третата лига. Загубија надпревар на гостувањето во Скопје од домакинот Младинец со 65:70. Играта која била изедначена и со чести пресвати, а во која гостите од Кочани имали и кош разлика од 12 поени, на крајот била решена во последната четвртина. Инаку поразот не треба да биде разочарување за кошаркарите на Баскет Дино Деликатес со оглед на нивниот добар настап во изминатите кола. Поради тоа заслужено се наоѓаат во врвот на табелата на третолигашкото друштво.